вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик News Flash. Јас сум Лилица Китановска. Во Пакистан ново насилство. Во Афганистан ќе има втор круг на гласање за председател. А овде во Соединетите Американски држави откриен нов шпион, овој пат за Израел. Афганистанската изборна комисија нареди втор круг на гласање за 7 ноември, откако истрагата, поддржана од Обединетите нации, најде големи неправилности во августовските избори и ја поништи победата на председателот Хамид Карзаи, со која требаше да добие нов мандат без втор круг. Карзаи на пресконференција кажа дека на ова гледа како на можност да ја потврди својата решеност да ја придвижи државата напред, а председателот Барак Обама го поздрави чекорот. Најмалку 4 лица загинале, а неколкумина се повредени во 2 експлозии на бомби во Меѓународниот универзитет во Исламабад, соопштија пакистанските власти. Полицијата работи на потврдување на наводите дека нападот го извршиле двајца бомбаши самоубици, но засега никој не ја презеде одговорноста. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс вели дека администрацијата на Обама не е отворена за дискусија по договорот за релоцирање на некои американски сили во Јапонија, како што бара оваа држава, но ќе разговара за поддршката на државата во напорите во Афганистан. Во Соединетите Американски држави е разоткриен нов шпион. Одделот за правда на САД соопшти дека 52-годишниот Стюарт Дейвид Нозети се обидел да достави доверливи информации до лице за кое верувал дека израелски разузнавач, а всушност агент на FBI. Научникот денес треба да се појави пред судија. Инаку Нозети докторирал на планетарни науки на Технолошкиот институт во Масачусетс, работел во Белата куќа во рамки на Националниот совет за вселенски истражувања од 1989 до 1990 во администрацијата на тогашниот председател Џорџ Херберт Вокер Буш. Нозети работел и за НАСА. Во многу држави започна дистрибуцијата на вакцината против свински грип, но родителите и некои експерти се загрижени за безбедноста на вакцината, но и за капацитетот на болниците да се справат со сериозен бран на заболени. Побарувачката на вакцина против вирусот H1N1 е голема во клиниките ширум земјата. Бремените жени се изложени на поголем ризик од компликации од овој вирус, а најмалку 86 деца во САД починаа од него. Според американските центри за контрола на болести, новиот вирус се проширил низ поголемиот дел на САД. И покрај тоа некои американци велат дека нема да се вакцинираат. Живееме во Сакраменто, Калифорнија. Има регистрирано одредени случаи на заболени од свински грип, но не многу, така што не сме многу засегнати, вели еден жител од овој град. Други пак не веруваат во безбедноста на оваа вакцина, бидејќи е изработена брзо и затоа што содржи конзерванс, што некои родители велат дека може да предизвика аутизам. Доктор Јан Шукат од Центрите за контрола на болести вели: вакцината е безбедна и не е на брзина направена, вели таа. Здравствените работници и лекари ги удвојуваат напорите да промовираат вакцина како најдобра заштита против H1N1. Зашто, како што велат тие, голема грешка е вирусот да се поистоветува со обична настинка. Дури и благите симптоми можат да се влошат и да преминат во сериозна болест. Друга загриженост е дали при голем бран на заболување од грипот расположивите капацитети ќе се доволни. Стручњаците воедно се согласни. Новиот грип е непредвидлив. Освен тоа, нема доволно вакцини против вирусот H1N1, дури и во Соединетите Американски држави. Според Светската здравствена организација, земјите во развој ќе може да очекуваат меѓународни донации на вакцината за неколку недели. Климатските промени ги погаѓаат сите, но некои држави се поранливи од другите, сиромашните. Еве што Соединетите Американски држави сакаат да сторат во врска со ова. Демократскиот сенатор Џон Кери и републиканскиот сенатор Линдзи Греем ги здружија силите да го притиснат Конгресот да донесе соопфатен закон за климатски промени. Во напис за Нью Йорк Таймс, двајцата велат дека одбиваат да прифатат дека САД не можат да бидат лидери по прашањето. Сенатот планира неколку распити месецов на оваа тема. На комисијска расправа во Сенатот изминатава недела, стручњаците изнесоа барање Конгресот да го зголеми финансирањето на најсиромашните држави во светот, кои се и најранливи на климатските промени.
И тука посебно африканските држави, Бангладеш и Судан. Судан каде имаше страшни суши, а Бангладеш со заканата од поплави заради растање на нивото на морето, и двете појави значително влошени со промената на климата. Свештеникот Джим Бал е директор на климатската кампања на евангелистичката мрежа за заштита на животната средина. Тој вели дека повеќето евангелисти во Соединетите Американски држави поддржуваат силна акција. Climate change is a natural disaster intensifier. Климатските промени ги интензивираат природните катастрофи, вели тој. На светот не му требаат повеќе жртви на природни катастрофи. Питер О'Дрискол е извршен директор на ActionAid USA, глобална агенција за борба против сиромаштијата. Тој вели дека оние кои се соочени со најлошите последици од климатски промени направиле малку или ништо да придонесат за нив. Најсуровата иронија е што оние кои се најзагрозени се најмалку одговорни за емисијата на штетни гасови, што е двигател на глобалното затоплување, вели тој. А згора на тоа, О'Дрискол вели дека жените, како најсиромашни членови на општеството, најмногу ја чувствуваат климатската промена, заради што нивниот глас треба да се слушне. Тој предлага зголемување на финансирањето за земјоделски програми, зашто со тоа директно ќе се помогне во прехранувањето на нивните семејства. За пензионираниот американски генерал Чарлс Валд, климатските промени се и национално безбедносно прашање, зашто зголемена конкуренција за недоволни ресурси може да предизвика нови бранови на бегалци. Тој предлага американската армија да почне да го става ова прашање во националното безбедносно планирање. И тука САД треба да предничат, рече тој, зашто речиси ништо поголемо во светот не може да се случи без американско лидерство. Утре во Newsflash. Феминизација на рибите во САД. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Ве потсетувам и денес да ја посетите нашата веб страница glasnaamerika.com за многу повеќе информации. До гледање.